Вице-премиерот за добро владење Арбен Фетаи со објава на Facebook го честиташе денот на прогласувањето на слободната зона Карадаг за време на војниот конфликт од 2001 година. На видеото, снимано со мобилен телефон од целото Слупчане, се гледаат бројни албански знамења закачени на електричните столбови, а на сообраќајните знаци поставени се и знамења со карти на голема Албанија. На видеото се гледа и музеот посветен на УЧК, кој беше отворен на денешен ден пред 3 години. Во објавата, вице-премиерот Фетаи се заблагодарува на поранешните војници на УЧК и пишува дека Слупчане не е само место, туку олтар на слободата. Честит 2 мај, ден на прогласувањето на слободната зона Карадаг. Но снимката на која се гледаат знамињата со голема Албанија, за кратко ја повлече Фетаи и ја замени со ново видео од кое беа избришани тие делови. Денот на прогласувањето на слободната зона кај Слупчане го честиташе владиниот коалиционен партнер Вреди и како што велат, 2 мај е датум кој потсетува на жртвата за еднаквост и правда. Секоја година на 2 мај жителите на Слупчане и пошироко го одбележуваат еден од најважните датуми во поновата историја, денот кога е прогласен за слободна зона по вооружениот конфликт во 2001 година, велат во своето соопштение од Вреди. Споменикот на УЧК во 2022 го отвори лидерот на ДУИ Али Ахмети, а настанот предизвика бурни реакции. Тогашниот председател Пендаровски рече дека објектот е дивоградба, а дозвола за него не била побарана ниту од Министерствата за култура или транспорт. Изградбата на споменикот ја финансирала општината Липково, за што потрошила 200.000 евра. Зоран Јаневски, Сител телевизија.